Започнуваме со регионалните вести. Ова се настаните на денот. Тетовските градинки подготвени за почеток со работа. Во петок повторно протести против поскапувањето на струјата. Блокадата кон депонијата Русино продолжува уште 10 дена. Приоритет за престој во детските градинки ќе имаат децата чии двајца родители се вработени, велат од детската градинка Младост во Тетово. Од 780 деца колку што минатата година биле згрижени во оваа установа, досега се пријавени 140. Со почитување на владините протоколи во време на пандемија, во тетовските градинки можат да се згрижат околу 300 деца. По одлуката на владата за отворање на градинките на 9 септември, Томислав Несторовски уште утринава беше во детската градинка Младост во Тетово да се распраша кои се процедурите за да го запише 9-месечното бебе, кое нема кој да го чува. Тој е вработен во армија, а неговата сопруга во приватен сектор. Но дали неговото дете во време на пандемија ќе ја посетува оваа установа? Конкретен одговор не добил. А за ново примени ќе се разгледувало што како понатаму. Но јас апелирам до сите, и до владата, да прво да има примање за тие деца што двата родители им се на работа, што не можат децата да ги чуваат. Ни кажаа да донесеме потврдите ќе бидат донесени и уште еднаш апелирам да се примат тие деца што стварно им е неопходно на сите родители. Од детската градинка Младост велат дека ако двајцата родители се вработени, нивното дете ќе биде запишано во градинка. Ако има голем интерес, ќе се бара зголемување на капацитетите на што моментално се работи. Очекуваме и понатаму да ни кажат како понатаму, иначе треба да работи општина Тетово на зголемување на капацитетите. И моментално се работи во стара градинка, каде што ќе имаме уште 2 простории кои би можеле да ни бидат занимални. Значи, секако општина Тетово е подготвена спрема нашето мислење. Во петок тетовските градинки ќе се дезинфицираат. Од 9 септември на секое дете при влез во градинка ќе му се мери температура. Според владините протоколи, во една занимална, каде што престојуваат деца до 3 години, можат да се згрижени само 6 деца, а на 3 години 15 деца. Масите и кревечињата треба да бидат раздалечени од 1,5 метри до 2 метри. Тетовци ја поздравија одлуката за почеток со работа на детските градинки. Дел од нив сметаа дека установата во Тетово нема капацитет да работи во време на пандемија, затоа што и во нормална состојба таа нема доволен простор за згрижување. Просторот е тој кој што не може да ги прихвати. Возраста, колку малите ќе можат да се прилагодат на оваа ситуација. Како и да е, еднаш мора да се почне. Ако не е бар да се направи састанок со родителите, па кои се најнужни деца да ги носат. Во 5 објекти во Тетово во склоп на детската градинка Младост се згрижуваат околу 800 деца, иако е предвидено тука да бидат сместени 570. Центрите за ран детски развој го облажија проблемот со недостиг на простор, но потребно изградба на нови градинки. Детската градинка Младост во Тетово, како и многу други градинки, работаат само прва смена, до 16 часот. До сега никој не дал предлог, ниту пак сугестија во време на пандемија со цел рестаретување на гужвите, детските установи да работаат во 2 смени. 145 нови случаи на COVID-19 се регистрирани во земјава, од нив 12 во Гостивар и 9 во Тетово. Во последните 24 часа се направени 1772 тестирања, а регистрирани се 145 нови случаи на COVID-19. Од нив 12 се во Гостивар и 9 во Тетово. Во болнички услови починати се двајца пациенти од Дебар и од Струга. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 216 оздравени пациенти, од кои 39 во Гостивар и 14 во Тетово. Епидемиолошката состојба во земјава е стабилна, оцени министерот за здравство Венко Филипче, но мерките за заштита мора да се почитуваат, рече тој. Протоколите кои се изработени досега даваат резултати, само ако се почитуваат и ако сите доследно ги применуваат.
До сега комисијата изработи низа на протоколи за различни економски оператори, индустрии и така натаму. Искуството покажа дека тие навистина функционираат и не штитат од ширењето на болеста. Состојбата нема да трае вечно, се поблиску сме до надминување на оваа состојба, пронаоѓање на вакцина и со тоа постепено нормално враќање на животот во нормала, но дотогаш мора да се навикнеме на сите овие нови правила на живот, на работа, на дружење, секако и на учење. Се може да се надокнади, но здравјето и животот не може. Бидете трпеливи. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 14.600. Бројката на оздравени пациенти е 11.741, на починати 606, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2253. Блокадата кон депонијата Русино продолжува уште 10 дена. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар, деновиве очекуваат средба со градоначалниците од Полошко за одговори на нивните барања. Рампата кон Русино останува спуштена и понатаму. Граѓаните одлучија да ја продолжат блокадата и во следните 10 дена. Пристап до депонијата засега имаат само камионите со отпад на Гостиварски комуналец, според договорот. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино, чист воздух за Гостивар, велат дека во меѓувреме очекуваат да остварат состанок со градоначалниците од Полошко за да се разговара за нивните барања. Значи бараме санација, хитна санација, да се соберат отпадните води, за да не излегуваат од ѓубриштето. А потоа значи бараме да се исчисти патот кој што е натака, како што знаете, патот е полн со ѓубре, патот од кај Бањица да се исчисти. Во некои од барањата значи имаме и кажано дека треба да се санираат камионите, пошто мора да поминуваат за кратко време ако влегуваат низ Гостивар. Ова е трет пат поред како се продолжува блокадата на Русино. Граѓаните веќе 1 месец дежураат на рампата по 24 часа. Ние сме горда сум на нас и на Гостивар. Значи 1 месец на блокада не е лесно, поготово во пандемија и поготово во време кај што има и летни одмори, кај што е толку топло. Август сите знаеме дека е најтопол месец во годината. Така да добро е. Среќни сме. Како се организиравте и дали добивте поддршка од граѓаните? Поддршката искрено на терен е малце помала од тоа што треба да биде реално. Сите се на Facebook, онака, тука сме само викнетене, но кога се работи за дежурства, пошто луѓето работат 1 месец, не 1 ден или 2 дена, за 1 или 2 дена, сите се тука. Но имаме луѓе кои што се константно на блокада, имаме и смени, имаме поддршка од Гостивар. Додека граѓаните децидно бараат затворање на Русино и дислокација, институциите се залагаат за имплементирање на проект за уредување и стандардизација на депонијата во регионална за сите полошки општини. Во петок повторно протести против поскапувањето на струјата. Евана, Мепсо и Елем подготвуваат сценарија за да го нарушат нашиот углед и да не заплашат, тврдат во иницијативниот одбор против поскапувањето на струјата. Но и покрај ваквите закани и заплашувања граѓаните не се откажуваат од барањата. Во петок нови протести против поскапувањето на струјата. Ништо, велат, нема да не сопре во остварување на нашата цел. Добивме информации дека сакаат да ги согоруваат, значи да ги запалат некои трафостаници. Граѓаните треба да знаат дека во таков случај цели населби, можеби цели села може да останат без струја од 10 до 20 дена. Значи таквите сценарија кои ни доаѓа како информации од внатре, од овие компании, значи има луѓе кои не се согласуваат со такви планови, не информираат дека тоа сака да го направат со цел, значи за да се наруши угледот и да се намали поддршката на граѓаните кон протестите. Од Регулаторната комисија за енергетика неодамна изјавија дека е можно одлуката да се повлече исклучиво ако Евана, Мепсо и Елем ги повлечат барањата за поскапување на струјата и се согласат дека ќе работат без добивка. Но на ова засега нема одговор.
Инаку протести со барање за поништување на одлуката се одржаа неколку пати досега во Тетово, Куманово, Дебар, Гостивар, Скопје, Прилеп и Битола. 960 сообраќајни прекршоци регистрирала полицијата во текот на минатиот месец на Тетовското подрачје. 101 возило и 245 возачи се исклучени од сообраќај. Во август оваа година полициските службеници на СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, во Тетово и Тетовско вкупно откриле и законски санкционирале 960 различни видови сообраќајни прекршоци. Во контролните активности, редовни и акциски, поради констатирани прекршоци, било исклучено 101 возило. Најмногу од исклучените возила, 89, имале истечена регистрација до и над 30 дена. Кај 9 била утврдена техничка неисправност, а кај 3 претовар. Минатиот месец на ова подрачје од сообраќај биле исклучени 245 возачи, од кои 159 управувале без возачка дозвола, 7 под дејство на алкохол, 31 возач почетник, 10 со несоодветна категорија, 4 со важечка забрана за управување и 41 кои не користеле заштитен шлем, односно кацига. Откриените сообраќајни прекршоци во август заокружени се со 277 прекршочни, 202 мандатни платни налози и 355 писмени опомени. Покрај тоа времено биле одземени 30 возачки, а на сообраќајна поука биле повикани 11 лица. Пронајден хероин и марихуана, физички напад во дом на Гостиварец, запалено моторно возило на автопатот Тетово-Гостивар. Слушнете ги деталите од СВР Тетово. Вчера околу 16 часот и 30 минути на улица Елинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 42 годишник и 61 годишник од Тетово, како и 40 годишник од Тетовски Пирок, затоа што при нивен преглед и при преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки во кое се превезувале, пронајден им бил хероин. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер пак околу 22 часот и 45 минути во Тетовски Лешок, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 38 и 47 годишник од Тетово, затоа што при нивен преглед и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки им била пронајдена марихуана. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на овој случај и против инволвираните ќе биде изготвен поднесок. Вчера вечер во 22 часот и 30 минути 40 годишен Гостиварец пријавил дека во неговиот дом во населбата Грудајца бил физички нападнат од 3 лица. Според пријавеното, едно од лицата му се заканило со остар предмет и му одзеле пари. Извршен е увид и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера вечер во 20 часот и 30 минути пријавено е дека на автопатот Тетово-Гостивар во близина на клучката за Тетовско палчиште се запалило во движење патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 50 годишник од Тетовско Камењане. Нема повредени, а со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот целосно е изгаснат. Вчера исто така во 21 часот и 30 минути 16 годишна тетовка во СВР Тетово пријавила дека околу 21 часот на улица Борис Кидрич во Тетово била касната од куќе бездомник. Утре во Гостивар почнува второто издание на музичкиот фестивал Парк. Концертите ќе се одржуваат на отворено и според протокол за заштита од коронавирусот. Фестивалот ќе трае до 6 септември. Значи, од утре почнуваме со настаните, ја имаме туна и шпадбеда, после продолжуваме уште со три вечери. Исто така, утре почнуваме и со програмата што е специјална за децата, значи од 6 до 8 часот на вечер имаме програма за деца, после продолжуваме со другата програма, значи со нашите вечери. Ако треба да кажам дека за протоколите за фестивалот, значи ќе имаме две влеза, во двете влеза ќе се става дезинфекција, значи ќе има мерење на температура, дезинфекција на раце и нема да биде дозволен влезот без маска.
Фудбалската репрезентација на Македонија до 21 година утре ќе одигра квалификацијски надпревар против најсилната европска селекција во оваа категорија Шпанија. Македонската фудбалска репрезентација за играчи до 21 година утре ги продолжува квалификациите за пласман на Европското првенство кој ќе се одржи во 2021 година. Противник на нашата репрезентација ќе биде најквалитетната селекција во оваа конкуренција, тоа е Шпанија. Во целата репрезентација владее позитивна атмосфера и сите се надеваат на поволен резултат, со кој Македонија ќе остане во конкуренција за пласман на континенталниот собир. Најважно ни е да бидат пред се сите играчи здрави, а сето останато што ни е потребно за надпревар против Шпанија ќе го договараме во што се вели. Што се однесува до самиот надпревар, ја напомнав и порано дека после промената на системот на надпреварување и она кој и како ќе се квалификува за престојното европско првенство, не ни останува ништо друго него на секој надпревар до крајот на овие квалификации да одиме на победа и да собираме што е можно повеќе бодови. Покажа момците дека имаат квалитет, имаат потенцијал да се спротивстават на можда и најдобрата репрезентација во Европа. И тоа ми дава за право да бидам оптимист за овој надпревар. Секако дека некои сегменти и некои делови од нашата игра на целиот надпревар треба да се поправат и се надевам дека ќе ги поправиме и на овој надпревар ќе бидеме низ целите 90 минути онака како што би требало, како што планираме и согласно со квалитетот и потенцијалите на нашите фудбалери. Што се однесува на тактички план, момците одигра феноменално. Значи голот што го примивме во почетокот на надпревар е чисто една мала деконцентрација и индивидуални квалитети на противникот, но сето останато беше онака како што планиравме. Најважно ми е во моментов да сме физички подготвени и да физички да одговориме на предизвикот што ни престои. Македонија во моментов е на делба на третата позиција со 7 бодови, еден помалку од второпласираниот Израел кој има 8 и една позиција која носи пласман на Европското првенство. Убедливо на првото место во нашата група е селекцијата на Шпанија со 13 поени. Дуелот помеѓу репрезентациите за играчи до 21 година на Македонија и Шпанија ќе се одигра утре со почеток во 18 часот и 45 минути на националната арена Тодор Проевски во Скопје. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!